Најавите на поедини аналитичари дека земјава ја очекува бурна, па дури и драматична есен во секој поглед чини започна да се остваруваат уште летово. Првата искра доаѓа од покачувањето на струјата од страна на регулаторната комисија за 7,4%, што граѓаните од некои општини во државата веќе во четврток ги извади на улици и протест. За сега први со најава се тетовчани, кои на 6 август кажаа протест, на кој, како што велат, ќе го изразат револтот од одлуката на регулаторната комисија за енергетика, за да се зголеми цената на струјата. Преку протестот ќе побараат да се укине регулаторно тело, за кое, како што потенцираат од иницијативниот совет на протестот, служи само за интересите на компаниите кои имаат бизниси со енергетика. Во меѓувреме, зголемувањето на цената на струјата предизвика реакции кај поедини синдикати, здруженија и политички партии. Најконкретна е коалицијата Алтернатива Алијанса, која побара намалување на цената веднаш и тоа за 20%, со цел да се олесни состојбата на граѓаните додека се уште трае кризата со коронавирусот. Инаку потешкото доправа доаѓа со почетокот на учебната година, подготвувањето на зимниците, снабдувањето со огрев и воопшто почетокот на грејната сезона, кога таковните трошоци во семејството значително се зголемуваат. А се да биде понелогично, предонесуваат сериозните задолжувања на државата и покрај алармите на светските финансиски институции дека земјите од Балканот се на црвената линија на задолженост. Ако во услови на релативно ефтино лето, долговите забрзано се билдаат, прашањето е што може да се очекува есенско-зимската сезона.